Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радио програма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 21 ноември, е празникот Арангел. Службата почнува 9 сатот са бајлето. Нашата игрорна група од Ньюкасл Стив Наумов организираат игранка во нашата македонска сала по повод крајот на ова 2018 година и тоа во сабота на 8 декември со почеток во 6 часот вечерта. Влезниците се $20 по лице со мезе, а за деца 15 години и помали од 15 години влегуваат бесплатно. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а исто куњата со разноврсни појадоци. Ќе свират најпопуларните Сонја Динамик со Илија Ампески и Мирко Голаб, а воедно како и секогаш ќе настапат и најновите играорци со најновите сплетови на нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски. За повеќе информации за ова игранка јавете се кај Джесика Маджуровска на 040493 4218, Белинда Тиздел 0402 737 767, Натали Дончовски 0420 421 001, Мелани Стериовски 0409 533340 и кај Мелани Лозановски на 0439 736056. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Ньюкасл, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу тоа јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саша Стојчевски на 0408 490148. Исто така кај овие членови може да се јавите на истите броеви за нашата македонска сала ако ви треба за некои веселби и други потреби. Нешто и од спортот. Почитувани слушатели, да најавиме нешто за нашиот фудбалски тим Бротмедо Меджик дека утре, недела, 18 новембар,
Во нашето домашно игралиште се играат надпревари помеѓу нашите два македонски клубови. Тоа се нашиот Брод Медомеджик и Рокдел Илигден од Сидне. Со почеток во 9 сатот, сабајлето со помалите тимови на јуниорите. Се до крајот на денот кога се сретнуваат поглавните тимови на јуниорите. Сите сте добро дојдени. Одиме со најновите вести од Македонија. Реакции на политичките партии на бегството на Груевски во Унгарија. И власта и опозицијата барат да се истражи кој всушност е одговорен за тоа што експремиерот Никола Груевски успеа со одземен пашуш и правосилно одсуден на 2-годишна затворска казна да стигне до Будимпешта и сега да бара политички азил од унгарските власти. Сепак различно е толкувањето на чии товар треба да падне одговорноста. Според власта, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски знаел за бегството на неговиот претходник, имајќи предвид дека имал средба со него неколку дена претходно. Од СДСМ барат предистражна постапка за да се утврди кој му помогна на Груевски. Ние, како и граѓаните, отворено се сомневаме дека досегашната одбрана на криминалот на Груевски од страна на Мицковски и антизападното раководство на ВМРО ДПМН е во функција да му помогнат на неговиот план, вклучувајќи го тоа и бегството. Терминот политички прогон, користен од антизападно раководство на ВМРО ДПМН и медиумите под некова контрола, очигледно е со единствена цел да му послужи како алиби за барањето азил на осудениот Никола Груевски. Од коалицијската ДУИ смета дека треба да се почитува правото и дека тие се за процесирање на сите случаи кои се водат против функционери. За опозицијската ВМРО ДПМН, премиерот Заев и министерот Оливер Спасовски морале да знаат за секое движење на Груевски дека само сега ја замајуваат јавноста. Партијата не се согласува со чинот на почесниот председател. Сега треба и министерот за прогон и терор Оливер Спасовски и Зоран Заев да одговарат кого лажат и кого замајуваат. Тие имајќи ги во раце неограничените ресурси на државната безбедност и под едни вакви услови, сакат и уште сакат лажно да прикажат дека не знаеа или не знаат за движењето на Никола Груевски. Тоа е дилема која треба тие да ја одговараат. Што се однесува до самиот чин, ВМРО ДПМН не се согласува со самото заминување на Никола Груевски. Тоа не е опција дури кога сите знаат дека се работи за политички прогон. Така се загрозуваат и другите лица кои исто така се цел на тој прогон. Албанските опозицијски партии пак прстот го вперуваат кон министерот Спасовски. Тие сметат дека власта треба да поднесе одговорност за овој случај. Додека партиите меѓусебно се обвинуваат, собранискиот спикер Талат Џафери во координација со претеничките групи без ВМРО ДПМН одлучиле понатамошно отсуство на Груевски во собранието, да го сметат за неоправдано, што ќе влијае засега само на неговата плата. На пратеникот кој отсуствува најмалку 3 пати едно по друго на седниците на собранието, а за тоа не го известил председателот, му се одземаат 5% од платата за секој ден отсуство, за што акт донесува Комисијата за прашање на избори и именувања. Овој член ќе важи за неоправданото отсуство на пратеникот Никола Груевски. За да се покрене нова поставка за одземање на мандатот, ќе биде потребно отсуство на Груевски од 6 месеци или пак да се одземе мандатот по автоматизам доколку биде дополнително осуден за затворска казна над 5 години. Реакциите во Европската Унија и во Унгарија за барањето азил од страна на Груевски. Европратениците еден по еден го прозиваат унгарскиот премиер за случајот со Груевски, повикувајќи го да ги следи европските права и принципи. Кнут Флекенштајн, известувач на Македонија во Европската Унија, не верува дека Орбан ќе му даде азил на поранешниот премиер во бегство. Тешко ми е да замислам дека унгарската влада ќе му додели азил на поранешниот премиер Никола Груевски. Прво, затоа што Груевски може да биде сигурен дека ќе добие правично судење во Скопје, а второ, секогаш мислев дека Орбан не прифаќа
баратели на азил во неговата земја, порача европратеникот. Неговата холандска колешка Џудих Саргентини е скептична дали унгарските власти ќе го третираат Груевски како секој друг барател на азил во незина земја. На Твитер таа напиша: следното прашање е дали унгарските власти ќе се придружат до своите правила и ќе го испратат Груевски да аплицира за азил од приватниот центар или ќе го отврдат неговото барање бидејќи избегал, според нив, од безбедна земја, или ништо ова од погоре. Пратеникот Валг смета дека бегството од поранешниот премиер не би требало непосредно да влијае врз евроатлантскиот пат на земјата. На други места се одлучува за тоа пред се во собранието со активниот однос кон договорот со Грција и за тоа одлучуваат на индивидуално ниво и претениците во собранието кои мора да знаат дека во прашање еднината на нивната земја и дека не е време за тактички приоритети. Случајот Груевски крена. Почитувани слушатели, одиме со вашите желби и честитки. Со песната "До мајкине добри гости ти дојдоја" на поштованиот сопруг, татко и дедо Цане Цуцумановски. Од се срце сакаме да му честитаме 70-тиот роден ден, исто така му пожелуваме многу долги години да си дочека со сите нас најблиските. Да е здрав и жив, и снаи и внуци да си дочека. Овие сакани желби ги посакуваат од се срце сопругата Лила и синовите Николче и Стевче Цуцумановски. Воедно честитки спраќа и ќерката Бети, зето Тони и најсаканото внуче Ромеја Лука Гаговски од Волонго. Ajde da si reći me jedna pesna mnogo glasovita, jedna šmajka junak raja, ono i mi je bil rano pevovaj mesec. Ajde da si reći me uštena, da se stora dva pali, dve oči moma ima, jedna šmajka junak raja, ono i mi je bil rano pevovaj mesec. Ajde da si reći mi uštena, da se stora tri pati, tri na krstiru stija, dve oči moma ima, jedna šmajka junak raja, ono i mi je bil rano pevomaj mesec. Ajde da si reći mi uštena, da se stora četiri pati, četiri momi na orodo, tri na krstiru stija, dve oči moma ima, jedna šmajka junak raja, ono i mi je bil rano pevomaj mesec. Ajde da si reći mi uštena, da se skora peti, pet prsti raka ima, četiri momi na orodo, tri na krstiru stija, dve oči moma ima, jedna šmajka junak raja, ono i mi je bil
6 spati, 6 meseci, pol godina, 5 prsti raka ima, 4 momina orodo, 3 na krsti rustija, 2 oči moma ima, jedna šmajka junak rađa, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Ajde da si reći me uštena, da se stora 7 pati, 7 dena vone dela, 6 meseci, pol godina, 5 prsti raka ima, 4 momina orodo, 3 na krst mirustija, 2 oči moma ima, jedna šmajka junak rađa, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. pesni gordo peme. Pesni gordo peme.
ispod sila, zajedno da slavime. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Javi se južna, sever i zapad, neka ne čujat koliko sme. Crveno-žolta, to je boja za koja život davame. Neka znaje svega sveto, za nas Makedoncite. Jedno sonce na Aleksandar, nas ni sveti vgradite. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Mili će da ovaj kar razdeleni, teška rana na srce, a i na gradi. Mili će da ovaj kar razdeleni, teška rana na srce, a i na gradi. Kaj ti
većinski, makedonski, teški kako što oni se, ej vetovi. Vardare, Pirin kajtije, Vardare, Egej kajtije, Vardare, Pirin kajtije, Vardare, Egej kajtije. Majko Makedonijo, ajde ne plaši, den će dojde, će ti kušneš ili planini. Majko Makedonijo, ajde zapej ti, den će dojde, će te nosat vodi egejski. Vardare, Pirin kajtije, Vardare, Egej kajtije, Vardare, Pirin kajtije, Vardare, Egej kajtije. Vardare, Pirin kajtije, Poslušajte, patrioti, da vi kažem slovo to. Na Đurđovden bev zatvoren, v crni temni zandani, vo zandani bev predaden, od prokleti špioni, od prokleti te špioni i nerazbrani trgovci. Osam dani bev izmačen, ni tu voda, ni tu led. Telo to mi pocemnelo, toga risa do semlja. Ah, nemojte me mačejte, ja zum ne vim kako sve. Sum se borel za sloboda, za čovečki pravdini. Ah, da znaje moj ta majka, grobota mi iskopa, grobota mi goji
li? Nema, neka se rodi, o devojče, od Makedonče. Koga pesna zape, slave I natpe, koga oro zaigra, srce razigra. Da li ima novoj beli svet, o devojče, od Makedonče. Ima li? Nema, neka se rodi, o devojče, od Makedonče. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 21 ноември, е празникот Арангел, службата од 9 сатот за бајлето. Нашата игрорна група од Нјукастел Стив Наумов организираат игранка во нашата македонска сала по повод крајот на ова 2018 година и тоа во сабота на 8 декември со почеток во 6 часот вечерта. Влезниците се $20 по лице со мезе, а за деца 15 и помали од 15 години влегуваат бесплатно. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто така куњата со разноврсни појадоци. Ќе свират најпопуларните од Сиднеј: Сонја Динамик со Илија Ампески и Мирко Голаб. А воедно, како и секогаш, ќе настапи и нашата игрорна група Стив Наумов со најновите сплетови под раководство на кореографот Добре Колевски. За повеќе информации и за карти, јавете се кај следните лица: Джесика Маđуровска 0404 9342 Белинда Тиздайл 0402 737767, Натали Дончовски 0420 421001, Мелани Стериовски 0409 513340 и Мелани Лозановски на 0439 736056. Сите сте добро дојдени. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Нјукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу ова, јавете се кај Џони Илинковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така кај овие членови може да се јавите за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. Ви стоиме на располагање. Исто така да најавиме нешто од спортот. Фудбалскиот клуб Бротмедо Меджик утре, недела 18 ноември, во нашето домашно игралиште се играт надпревари помеѓу Бротмедо Меджик и Рокдел и Лигден од Сиднеј, со почеток во 9 сатот са бајлето со помалите тимови, се до крајот на денот кога се сретнуваат по главните тимови на јуниорите. Сите сте добро дојдени. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија.
Унгарската влада соопшти дека властите дозволиле Никола Груевски да поднесе барање за азил, а со тоа да биде сослушан и во седишето на Канцеларијата за миграција и азил во Будимпешта, бидејќи тоа е законско прашање. Никола Груевски поднесе барање за азил кај соодветната служба во Унгарија, со оглед на фактот дека тој беше премиер на Македонија 10 години. Од безбедностни причини, унгарските власти му дозволија на господинот Груевски да поднесе барање за азил и да биде сослушан во седишето на Канцеларијата за миграција и азил во Будимпешта, која ќе ја спроведе процедурата во согласност со унгарските и во меѓународните закони, стои во соопштението на унгарската влада. Оттаму велат дека Македонија е стратешки партнер и важен сојузник на Унгарија. Според нив, добрата соработка меѓу двете земји е важен темелник за развој на Балканскиот регион и за безбедноста на Европа. Актуелната македонска влада е партнер на Унгарија и затоа ние на ниеден начин не сакаме да се мешаме во внатрешните работи на суверените држави и сметаме дека разгледувањето на барањето за азил на поранешниот македонски премиер е чисто законски и законско прашање, се додава во дописот од унгарската влада. Тие велат во согласност дека со унгарскиот закон, унгарските власти нема да дават понатамошни детали за процедурата за азил на Груевски пред таа да биде завршена. По бегството на Груевски во Унгарија притворени се Јанакиевски и Божиновски. Поранешните владини функционери Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски од утрово се во истражниот затвор во Шутка. Судот им определи 30-дневен притвор на барање на СЈО, кои тврдат дека според нивните информации двајцата обвинети во предметот Титаник планирале да ја уништат државата на ист начин како екс-премиерот Груевски. Обвинителката Стефанова вели дека исти мерки ќе барат и за останатите обвинети за кои ќе проценат дека постои опасност да ја напуштат државата. Според адвокатот на Јанакиевски, тврдењата на СЈО се неосновани и без никакви аргументи. Притворот е престрога мерка за обвинети лица кои ги причинуваат мерките за предпазливост и редовно присуствување на закажаните рочишта. За да се оди со некакво известување од УБК на наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи и абсурд. И сметам дека сето ова е освета. На крајот на краиштата, сето ова беше најавено синоќа во изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, што укажува на спрема меѓу власта и судството, изјави Миланов. Поранешната министерка Јанкуловска вели дека како и досега ќе ги почитува определените мерки на предпазливост и затоа не очекува СЈО да побара притвор. За бегството на Груевски, специјалното обвинителство, прстот го впери кон кривичниот суд, кој ги одбил сите барања за определување притвор. Барањата побараа судење за Титаник да продолжи, а на екс-премиерот да му се суди во отсуство. На барање се спротивставува и одбраната. Дали на Груевски во предметот Титаник ќе му се суди во отсуство или во одвоена постапка, како што барат неговите адвокати. Кривичен суд ќе одлучи на следното рочиште, закажано на 23 ноември. Да проследиме нешто и за здравјето. Експертите советуваат: никогаш не пиејте кафе во овие 2 часа. Нутриционисти откриват кога во текот на денот треба да избегнувате да пиете кафе. Кафето е еден од најпопуларните пијалуци ширум светот. Вообичаено постои навика да се пие во утринските часови. Ова посебно се однесува на вработените луѓе кои го користат кофеинот за брзо разбудување и додека го одбележува вкусот, но и ефектите од кафето, експертите истакнуваат дека консумирањето на овој пијалок во текот на утрото може повеќе да наштети отколку од него да се има корис. Имено, имајќи предвид дека кафеинот го зголемува вниманието и будноста, тој истовремено ја зголемува количината на хормонот, на стресот, кортезот во телото. Сепак проблемот е во тоа што нивото на кортезилот се зголемува кога ќе се разбудиме, па ако пиете кафе, дополнително се зголемува лачењето на овој хормон.
Со самото тоа, ако пиете кафе 2 часа по будењето, можете да го поттикнете телото да стане имуно на кафеинот, поради тоа кафето треба да се пие помеѓу 9:30 и 11:30, бидејќи во овој период главно нивото на кортизол е нешто пониско. Кога станува збор за вечерните часови, препорака на здравствените работници е да не се пие после 17:30 за да избегнете несоница. Еве што му прави сокот од калинка на вашиот организам. Ако сакате да го успорите процесот на старењето и да го зајакните имунитетот, пиете свежо цеден сок од калинки, советуваат стручњаците. Оваа вкусна напивка е вистински концентрат од витамин С, богата е со калиум и витамини А и И. Содржи фолна киселина, како и многу моќни антиоксиданти. Некои истражувања покажале дека редовно консумирање свеж сок од калинка може да спречи многу болести. Нутриционистите препорачуваат свежиот сок исцеден на ист начин како и портокалот, без додаток на шеќер, да се испие веднаш под седењето или во текот на денот. Поради можни интеракции со лекови, ова напивка не се препорачува за пациенти кои боледуваат од диабетис, како и за оние кои во терапијата користат антидепресивни и други лекови. Производи за нега на кожето. Тој ефикасно ја штети нашата кожа од штетното влијание на сончевите здраци. Доколку својата кожа ја храните со потребните витамини, таа ќе биде здрава, затегната и безпрекорно чиста и одлично ќе се чувствувате во неа. Витамин И. Витаминот И е најзастапен во производството на козметичките, исто во еластичноста на нашата кожа. Со здравата исхрана многу едноставно да ја обезбедите потребната количина на витамин С. Витамин А. Витамин А е вистински избор за одбрана на кожните оштетувања и старењето. Ретинол, тоа е дериват од витамин А, ефикасен е во борбата против борите и ја прави кожата помлада. Меѓутоа, со овој витамин мора да бидете внимателни, бидејќи прекумерена количина е токсична. Затоа внесувајте го само преку исхрана или користете креми со ретинол. Витамин биотинот е витамин Б, растворен во вода. Недостатокот на витамин Б им штети на вашите кожи и ногти, а на кожа им предизвикува црвен осип и затоа е подобро да го внесувате во целокупниот човечки организам. Одредена група на витамини се грижат за здравието на вашата кожа. Произведување на колаген е воопшто на нејзината регенерација. Ви носиме список на витамини и суплементи кои се неопходни на кожата. Витамин Д. Витамин Д активно учествува во растот и создравањето на келите на кожата. За жал, повеќето од нас имаат недостаток на овој витамин во организмот. Можете да го внесувате преку исхрана, така што ќе јадете риба или преку таблети со консултација со лекар. Кога е во прашање здрава и негована кожа, повеќето од нас се фокусираат на хидратација на незиниот површински слој. Меѓутоа, тајната на здравата кожа се крие длабоко под незината површина. Козметиката со која ја негуваме кожата е многу важна, но витамините се кои ја храниме, како и исхраната и суплементите се многу поважни. Витамините ја имаат главната улога во здравието на кожата. Тие влијат на незиното здравје, но и одлично делуваат на естетските проблеми на кожата, како што е незината еластичност и намалена појава на целулил или стрии. Витамините се органски соединенија, неопходни за раст и развој на целокупниот човечки организам. На секој регистриран диабетичар има по еден неоткриен, неопходен ран скрининг на болеста. Задолжителен скрининг тест за откривање на диабетис кај лицата кои се со зголемена телесна тежина и немаат физичка активност. Ова треба да го побара секој матичен лекар кај пациенти кои се во ризичната група. Еднокронолозите предупредуваат дека бројот на
диабетичари во земјата е во порас и неопходна е рана превенција. На еден диагностичар има уште еден што не знае дека има диабетис. Кринолозите алармираат дека се загрижувачки податоците за шеќерната болест во земјава. Од 120.000 регистрирани диабетичари, дури 40.000 се на инсулинска терапија. Компликациите се тешки и скапи, затоа и лекарите и издруженијата на пациенти барат фокусот на сите да биде на превенција и едукација. Компликациите се тешки. Кардиоваскуларните проблеми со видот кои може да доведат до слепило и многу други, и затоа е почнато и со систематски скрининг кој започеток е во примарната заштита кај матичните кои се задолжени кај лица кои се во ризик, а тоа се дебелината и немањето на физичка активност. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7.